На почетокот на овој дневник за здравието на домашните миленичиња. Над 2000 во Штипско се вакцинирани против беснило. Ветеринарите велат дека болеста е искоренета, но за превенирање на опасностите и ризик од појава, вакцинирањето е задолжително. На 2000 миленичиња во Штипско примиле вакцина против беснило. Зголемена е свеста кај сопствениците на домашни миленици за ризикот и последиците од оваа опасна болест, доколку навреме не се превенира, велат ветеринарите. Во Штипската ветеринарна станица потврдува дека болеста е искоренета, но дека обврската за вакцинирање против беснило е задолжителна со закон. Бројката со која оперираме за вакцинирани кучиња на општина Штип и Карвинци изнесува негде околу 2200 кучиња. Секоја година сите оние држатели на куќни љубимци си стојат на своето дека едноставно морат да го преземат, да ја направат превентивната заштита, тие ги донесуваат своите куќни љубимци оде во ветераната станица и ги заштитуваат. Ризикот од појава на вирусот е контактот со дивите животни кои се носители на вирусот, најчесто тоа се лисиците, куните, а во последно време и чакалите. Непосредно преку ловџиските кучиња може да се пренесе и да биде фатален и за човекот. Укасувањето на лисицата на загорот со 100% може да потврдиме дека во колку е таа болна, со сигурност можеме да потврдиме дека таквата единка се во моментот заразува 100%. И автоматски при таквата појава, внесувањето на таквите животни во урбаната средина може да доведе до појава на беснило и како кај животните, така и кај луѓето. Станува збор за зооноза, опасно заболување кое се пренесува од животно на човек, а последиците се фатални. Последните случаи на беснило во државата беа регистрирани пред 4 години, кај отстрела на лисица во Велешко и мачка во родовишкото село Јаргулица. Денеска е светски ден за борба против беснилото. Од Штипското ловно здружение вела дека не е регистриран случај на болеста кај штетниот дивеч. Според ловците, чакалото е потенцијален носител на болеста беснило, кој засега се испитува само на примероци кај отстрелани лисици и побара од надлежните да дозволат негов отстрел и земање на мостри за анализа. Поправката на лапароскопскиот апарат за хируршки интервенции ќе чини околу половина милион денари. Во петок, клиничката болница во Штип ќе распише тендер за изнаоѓање на сервисер, а во меѓувреме при крај е и тендерот за фирма која ќе ги набави цевките за компјутерскиот томограф, пошто пациентите од Источна Македонија за снимање нема да мора да патуваат до Скопје или пак до Струмица. Во петок, Штипската клиничка болница ќе распише тендер за сервисирање на апаратот за лапароскопска хирургија. Пресметката е веќе пристигната, а сервисирањето на апаратот, односно неговото повторно ставање во функција ќе чини околу половина милион денари. Во телефонскиот разговор, економскиот директор Елизабета Папарова истакна дека во моментот се во фаза на подготовка на тендерската документација, а веќе во петок ќе биде распишан и самиот тендер. Апаратот за лапароскопска хирургија не работи неколку месеци, па пациентите се приморани ваквите операции да ги прават во Скопје. Во меѓувреме на 7 октомври ќе се отворат и понудите за сервисирање на компјутерскиот томограф, кој речиси половина година е надвор од функција. Набавката на нови цевки ќе чини 1.600.000 денари, пошто апаратот повторно ќе работи. Штипската клиничка болница компјутерскиот томограф го доби во 2012 година, како дел од големиот тендер на Министерството за здравство. Покрај томографот, тогаш болницата ги доби и магнетната резонанца и ангиографот. Корејски камп на Штипскиот универзитет. Волонтери од Јужна Кореја ја представуваат културата и традицијата на својата земја пред студентите на Универзитетот Гоце Делчев. Представена Еразмус Плюс програмата пред штипските наставници. За наредната година училиштата, но и наставниците за проекти ќе имаат на располагање 7 милиони евра, пари кои се обезбедени преку Европската унија. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност денеска во Штип организираше инфоден за програмата Еразмус Плюс.
Сонја Николова од Оделението за образование во општина Штип вели дека на денешниот инфоден присуствуваа наставници и представници од 5 основни, 4 средни училишта и од детските градинки, со цел да слушнат и да бидат информирани за можностите кои им ги дава програмата Еразмус Плюс. Целта ни е да се запознаат сите субјекти кои што можат да аплицираат на ваквите програми, односно насловена како токму оваа насловена како Еразмус Плюс програма, која што предвидува една убава, значи финансиска поддршка, станува збор за грантови во износ од 7 милиони евра. За разлика од претходната, односно 2016 година, кога проектите, финансиската поддршка на проектите изнесуваше 4,5 милиони евра. Николова истакна дека на денешниот инфоден на Националната агенција за европски образовни програми мобилно своја презентација има и Советот на млади на општина Штип, кои досега имаат реализирано неколку проекти токму преку Еразмус Плюс програмата. За наредната година наставниците училиштата ќе можат да аплицираат проекти во вредност од 7 милиони евра. Грантовите ќе бидат доделени на 2 нивоа. И тоа, првата можност ќе биде прво за унапредување и професионален развој на наставници, за кои што директно сме ние заинтересирани како Оделение за образование да ја дадеме една целосна поддршка на основните и средните училишта, на наставниците. И вториот дел, средствата се наменети за проекти за стратешко партнерство, во кое што учество ќе има еден субјект од градот, например едно училиште, со 2 училишта, например, од другите држави кои што се членки на Европската унија. Националната агенција за европски образовни програми мобилност вакви инфоденови за програмата Еразмус Плюс ќе организира и во други општини во земјава. Одиме со другите актуалности. Фондацијата Елена Лука организира едукација за младите на тема родова рамноправност. Учесници на работилниците се штипските гимназијалци. Фондацијата Елена Лука во рамки на својата програма за спречување на формите на насилство спроведува едукација за човекови права со младите на теми и концепти на родот и развојот, недискриминација и родово базирано насилство. Во рамки на првиот циклус на едукација за човекови права, денес Фондацијата Елена Лука спроведе обука за учениците од Штипската гимназија. Учениците од гимназијата Славчо Стојменски се дел од денешната работилница за борба и превенција од семејно насилство во организација на Фондацијата Елена Лука во соработка со општина Штип, односно Комисијата за еднакви можности. Целта на овие работилници е пред се да се свати дека половата и родовата разлика не е пречка, туку е предност за еднаквите можности на сите во општеството и вклучување во сите битни општествени дејности и на мажите и на жените, со тоа што овде исто така ќе се запознаат со семејното насилство, како да го препознаваат, како да се заштитат, како да реагираат во колку препознаат семејно насилство врз било кој член од семејството. Не само врз жените, туку се почесто е семејното насилство и врз младите личности, односно децата. Работилницата Родот и родовата рамноправност има цел учесниците да се запознаат со поимите род и пол, родова социјализација и родови улоги и како тие се општествено конструирани. Целта на овие работилници е младите да се запознаат со концептот на родот и развојот, односно да знаат да разликуваат што е разлика меѓу род и пол, родовите улоги, како се одвива родовата социјализација, како ние стекнуваме родов идентитет и дека сето тоа е општествено конструирано и дека потоа предрасудите за улогата на жените, додека се девојки, подоцна жени, во семејството и општеството доведуваат до родови нееднаквости во општествата генерално. Бенефитот е поттик на учениците во своите средини да делуваат во насока на унапредување на родовата рамноправност, спречување на дискриминацијата и спречување на родово бизарното насилство.
Целите овие родови јазови кои што постојат во овие области од општествениот живот потекнуваат пред се од семејството. И затоа целна група ни се младите, да тие пред се ги препознаваат овие негативни феномени кои што се пред се општествено конструирани и да тие потоа во својот живот пред се во своите заедници делуваат во насока на напредување на родовата рамноправност, менување на стереотипните улоги кои што постојат за девојките и за жените во семејството и во општеството, а се со крајна цел подобрување на и подобар квалитет на живење во заедниците и искористување на талентите и потенцијалите на сите членови на заедниците, подеднакво и на мажите и на жените. Фондацијата Елена Лука вакви работилници со млади луѓе ќе спроведува и во другите градови на Република Македонија. За Штип е планирано да се реализираат 3 работилници. Почна изградбата на 2 локални патни правци во 2 села во Македонска Каменица. Пристап до своите домови ќе добијат жителите на Саравска маала во селото Саса и Перчачка маала во селото Моштица. Жителите на 2 маала во селата Саса и Моштица во Македонска Каменица ќе добијат пристап до своите куќи со грант од Светска банка од над 200.000 евра, но и со средства од општинскиот буџет од 10 милиони денари. Од денеска почна изградбата на патот до Саравска маала во селото Саса. Денес сме сведоци дека активно течат градежните работи за изградба на локалниот пат до Саравска маала во село Саса, кој што е во должина од 2 километри. Заедно во овој проект ние аплициравме и за изградба на локалниот пат во село Моштица до Перчачка маала. Веднаш после завршувањето на земјените работи и на градежните работи, оваа механизација ќе биде префрлена во село Моштица да се започнат земјените и градежните работи на локалниот пат до Перчачка маала. Станој Јовановски, жител на Саравска маала во селото Саса, вели дека 40 на семејства ќе добијат пристап до своите домови. Смета дека со изградбата на патот младите ќе можат да се вратат и да почнат со одгледување на лешници, малини и други земјоделски култури. Прв пат асфалт до сега немаше, црн пат, тешко се оди, услови проблематични. Изградбата на овие 2 локални патишта во селата Саса и Моштица се очекува да се реализираат до 2017 година. Градоначалникот Митевски вели дека се надева дека во текот на есента еден од овие 2 локални патни правци ќе добие и асфалт. Екипи на јавното предпријатие ИСР реализираат активности за уредување на просторот кај градските гробишта во Штип. Екипи на јавното предпријатие ИСР реализираат активности за уредување во делот кај градските гробишта. Се поплочи дел кој ќе служи како мал плоштад, но исто така ќе се асфалтира и улица во градските гробишта. Јавното предпријатие ИСР еве денес поплочи едно место каде пред црквата, овде бидејќи се собираат голем број на граѓани кога има погреби нема каде да стоат. Го направивме како едно мини место за собирање на граѓаните. Поставивме 2 клупи и работиме, го тампониравме целиот пат, пробивме нов пат до новиот дел, го поврзавме стариот со новиот дел од гробиштата и наскоро еве заедно со општината веќе е тендерирано и ќе се асфалтира целата улица, во целата патче во должина од некаде 300 метри. Градските гробишта јавното предпријатие ИСР редовно ги одржува, се коси тревата, но апелот важи до граѓаните да внимаваат што внесуваат во гробиштата и каде и како ги одложуваат отпадоците. Асфалтирање на улиците ќе има нагоре, се косат гробиштата редовно. Меѓутоа ги апелирам и сите луѓе што доаѓаат граѓани наши да и тие малку поведат ред, да поведат на хигиената, да оно што го донесуват да го не го расфрлат, имаме контејнери ставени секаде и да ги стават на местата каде што е за отпад. Ова активност на јавното предпријатие ИСР е заедничка со општина Штип. Тампонирањето и поплочувањето го вршат екипите на јавното предпријатие ИСР, а за асфалтирањето на улицата е одговорна општина Штип. За сите дечиња, но и за нивните родители, на 1 октомври стартува овогодинешното издание на фестивалот за дечиња Малиот принц. Петото издание свечено ќе го отвори детската представа Снежана и 7 џуџиња во изведба на Драмски театар од Скопје. Со представата Снежана и 7 џуџиња на Драмскиот театар од Скопје стартува овогодинешното издание на театарскиот фестивал за деца Малиот принц. Од 1 до 6 октомври, љубителите на театарот ќе може да проследат 4 театарски представи наменети за најмладата публика.
Значи, годинава ќе си остане по стариот Терк фестивалот, по стариот статус како што беше, но најавувам дека од идната година фестивалот ќе претрпи едни мали измени во околу статутот. Се надеваме дека фестивалот ќе прерасне во меѓународен и да биде во официјална програма каде што со награди. Снежана и 7 џуџиња, Пепелашка, Волшебникот од Ос, Распеана Турлитава, се театарските представи кои годинава ќе бидат дел од веќе традиционалниот фестивал. Селекторот на програмата Трајче Кацаров истакна дека многу е одговорно да си организатор на фестивал за деца, бидејќи овде нема простор за грешки. Нема можности за грешки. Децата не опростуваат грешката. Од било каков аспект. И од аспект на организаторот, и од аспект на програмската содржина, и од аспект на сценската артикулација. Затоа ќе ви кажам дека ние сега се соочуваме со итекако суштествена работа. Од оваа година фестивалот ќе доделува и Гран при награда, а жирито кој ќе одлучува ќе биде составено од членови, односно по еден ученик од сите основни училишта во градот. Освен театарски представи, годинава ќе биде отворен и еднодневен саем на книгата. На денешната пресконференција беше посочено дека во најскоро време ќе започне да функционира и детска сцена, која ќе биде промовирана со представата Царевото ново руво, финансирана од Министерството за култура. Корејски камп на Штипскиот универзитет, 20 волонтери од Јужна Кореја ја представуваат својата земја, традиција, обичаи и храна пред штипските студенти. Во кампот се ангажирани и 20 студенти од Штипскиот универзитет Гоце Делчев. 20 волонтери од Јужна Кореја се дел од кампот кој е лоциран на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, а кој го организира невладина организација од оваа земја. Дијана Насева од Центарот за односи со јавност вели дека во наредните 2 дена волонтерите од Јужна Кореја на своите колеги и студенти од Штипскиот универзитет ќе ја презентираат својата земја. Ке имаме различни активности, различни работилници, од типот на учење на корејските обичаи, корејската традиција, корејската култура. Има интересни вежби за mind lecture, како што тие ги викаат, или се трудат да го доближат оној младешки дух до младите и да ја интерпретираат нивната традиција преку различни игри, танци, преку боречки вештини, како што е таеквондото, кое што е нивна карактеристична вештина. Правеа суши на работилниците и со тоа ќе го презентираат и сега пред поголемиот број на студенти. Во рамките на корејскиот камп се ангажирани 20 волонтери, односно студенти од Универзитетот Гоце Делчев. Ваков корејски камп ќе се организира и во Албанија. Ван Ши Конг, еден од организаторите на корејскиот камп, појаснува дека нивната организација е присутна во над 80 земји во светот. Овој камп ги смени животите на многу млади луѓе ширум светот. Многу од младите луѓе кои му пристапија на кампот заминаа од овде со надеж во своите срца. Го создадовме овој камп за да поттикнеме правилна состојба на умот кај младите. Преку кампот сакаме младите да научат како да имаат добро срце и правилна состојба на умот. Овде во Штип имавме прилика да работиме со волонтерите и таквата помош од локалните волонтери ни е многу важна. Организаторите од Јужна Кореја велат дека преку кампот имале можност да соработуваат со луѓе од многу земји, а студентите во Штип покажале дека се навистина заинтересирани да помогнат. 24 годишен кочанчанец заработи кривична пријава за силување. Влегол во куќата на 79 годишна старица, ја претепал и го извршил грозоморниот чин. На насилникот му е одреден 30-дневен притвор. Кривична пријава за силување од кочанската полиција заработи 24 годишно момче поради основано сомнение дека ноќта помеѓу 24 и 25 овој месец извршил облјуба врз 79 годишна сограѓанка. Немилиот настан се случил откако осомничениот ја отклучил вратата од домот на старицата која била сама, влегол внатре и физички ја нападнал, удирајќи и тупаници во пределот на главата, а потоа го извршил и грозоморниот чин. Случајот во полицијата го пријавила ќерката, пошто за кратко време силувачот бил приведен, а истражен судија на претходна постапка му одредил мерка притвор од 30 дена. 24 годишниот МГ од Кочани од порано и бил познат на службите, велат надлежните, имал дебело досие за сторени кривични дела од областа на имотните деликти.
И на крајот спорт, фудбалските прволигаши денес на програмата ги имаат надпреварите од вонредното 8 коло, во која екипата на Брегалница е домакин во Кочани на екипата на Македонија Ѓорче Петров. За комплетните резултати и за изгледот на табелата ќе ве информираме во наредните изданија на вестите на Ирис телевизија. Ги следевте вестите на Ирис телевизија, останете во продолжение со нашава програма. Имајте пријатна вечер.